Македонија се уште е во шок по синоќешната трагедија во Велес, каде што во пожар 3 дечиња ги изгубија животите. Точно кои се причините за несреќата е непознато, но се шпекулира дека децата биле оставени сами дома и биле заклучени. Родителите денеска се на распит во велешката полиција. Последните информации околу оваа трагедија ги има колешката Тамара Стојкова. Тамара, докаде е истрагата околу причините за несреќата? Тања, иако јавното обвинителство и полицијата уште од раните утрински часови работи на расчистување на случајот, сепак се уште не се знаат точните причини поради кои настанала несреќата, каде во пожар кој што избувнал во куќа во Велешко, животот го загубија 3 дечиња на возраст од 1, 2 и 4 години. Во јавноста се појавија безброј шпекулации и сомнежи за тоа што би било причината поради која настанала оваа несреќа и поради кој избувнал пожарот. Засега е познато дека најверојатно децата биле оставени сами, нивните родители излегле од дома и ги заклучиле. Шпекулациите отидоа и дотаму што се појавија сомнежи дека пожарот во куќата и најверојатно бил подметнат. Исто така е познато дека двајцата родители денеска во полициската станица во Велес биле повикани да дадат изјава со цел да допринесат за што побрзо расчистување на случајот. Навистина јавното обвинителство ќе има тешка задача да го расчисти целиот случај со оглед на фактот што куќата не била приклучена ниту на струја, ниту на вода. Колегата Игор Стефановски денеска беше на лице место да види докаде се сите оние проценки, докаде е истрагата на јавното обвинителство, практично и местото каде што избувнал пожарот, во местото кое што било се нарекува подвршник. Да го видиме неговиот целосен извештај. Не остана ништо од домот на Никола Давчевски и Марина Антониевска. До вчера слушаат детски джагор, утринава сведочат расфрланите тули, мебелот што останали по некоја играчка од импровизираниот дом. На само 2 километри од центарот на Велес по овој стрмен пат се пристигнува тука до местото наречено Подвршник. Ова позади мене е пеплосаниот дом каде што синоќа изгореа 3 дечиња. Од изутринава полицијата и јавното обвинителка вршат увид и се обидуваат да утврдат од каде избувнал пожарот, за да откријат која е причината. Им го отежнува фактот што домот не бил приклучен ниту на струја, ниту на вода. Состојбата и условите, како што ги гледат, се многу тешки и оневозможуваат истрагата и ни прават компликации во истражните действија. Пожарникарите куќата ја затекнале со паднат покрив. 5 часа се справувале со пожарот. Таткото на децата кажуваше од прилика кај бил каучот и кај би можеле од прилика да видат децата. Почнеме да рачистуеме, пошто имаше 30-40 сантима отпаден материјал, односно керамиди, горлива материја и така натака, и го најдовме првото возрасно дете. После некое време го најдовме и второто, а пред да ги побаруваме, значи беше повикана пожарната штедно возило и беше скоро мобилизирана пожарната со 10-11 луѓе. Во Центарот за социјални работи Велес не беше директорката кога ја баравме за изјава, но таму беа Никола и Марина кои не сакаа во камера да зборуваат за трагедијата. Коментираа дека досега никој не им помогнал, иако долги години имаат скромна државна помош. Сега велат нема ниту каде да живеат. Од Министерството за социјала велат: Семејството на 3 деца кои вчера настрадаа во пожар во Велес било евидентирано во системот на Центарот за социјална работа во Велес и биле корисници на социјална парична помош. Денеска, Општина Велес во соработка со Центарот за социјална работа се ангажираат за организирање на погребот на настраданите деца. Потеке истрагата на основното јавно обвинителство и Министерството за внатрешни работи. За сите понатамошни детали од истрагата, како и за постапувањата на Центарот за социјална работа, согласно потребите и надлежностите, јавноста ќе биде благовремено информирана. Вчера беше ковен ден за 3 дечиња од Велес, откако родителите ги заклучиле и излегле. Нивниот дом е на 100 метри од преостанатите куќи. А на социјалните мрежи денеска се води жестока дебата, се бара виновникот за настанатата несреќа. Според многумина, прстот е вперен кон родителите кои во ниту еден случај не требало да ги остават децата сами дома. Други пак го отворија прашањето за општествена одговорност и одговорност на државата за тоа дали таа навистина пружа минимум услови, ги обезбедува минимум услови за живот и екзистенција на социјално ранливите категории семејства. Денес имав можност да поразговарам со директорот на првата
Европската детска амбасада во светот меѓаш и тој пред се прстот го впери кон Центарот за социјална грижа во Велес, кај кој што било пријавено дека ова семејство прима минимум социјална помош, меѓутоа прстот го впери во социјалните служби кои што очигледно не делувале доволно и не утврдиле дека на ова семејство му е потребна и дополнителна грижа. Да видиме дел од разговорот со Драги Змјанац. Граѓаните со право се револтирани, трагедија е голема, згаснати 3 млади детски животи, особено била страшна гледката на која можеле пожарникарите да ја видат. Родителите сигурно тргнале од претпоставка дека ако ги заклучат ќе видат безбедни, сигурни не очекувале такво нешто дека може да се случи. Повторно ќе кажам, центрите за социјална работа не може да се амнестират од одговорност. Се што ќе се направи отпосле, не може тагата и болката која родителите ќе доживеат да ја надоместат. Ова не е прв случај, имаше случај во Тетовско кога мајка со деца, неколку деца изгоре, имаше случај во Прилепско кога исто бебе го згасна животот и кога центрите социјална работа сака да го зема второто дете заради занемарување и небрежност. Ке нагласам, не секој родител знае и умее да биде одговорен, квалитетен. Некогаш од екзистенцијални проблеми, некогаш од недоволна посветеност, некогаш од немање услови елементарни за живот. Центарот социјална работа морал да изврши увид за квалитетно остварување родителско право. Крајна мерка е одземање родителското право и изгрижувачко семејство. Се додека има волја, капацитет кај родителите да водат грижа за децата. И нивно вработување, и нивно дислоцирање во подобри услови, и вклучување во градинка со бенефиции од страна на државата, имало можно да се превенира и оваа и наредни случаеви. Ако ставиме секогаш на одговорност на родителите, државата се одзема од одговорност да води грижа за децата, тогаш навистина сме нехумано општество. Еве што конкретно треба да преземе државата, дали треба да се засилат и мерките и да се направат некакви законски измени во однос на работата на социјалните центри кои што еве ќе ги упатат семејствата, значи ќе има поголем обем на наблюдување на тоа, на нивната работа. Самите центри социјална работа, самите ќе ви кажат дека нема доволно луѓе, нема доволно капацитети, нема доволно возила да извршат увид, да бидат на терен. Но со самото тоа што биле евидентирани во центарот и да користеле социјална помош, тоа укажува на фактот дека центрите за социјална работа морале да наблюдуваат колку родителите квалитетно го стварат родителското право да биде барем еден од семејството вработен по можност двајцата, да обезбедат дом со струја, вода и ке нагласам од рана возраст децата да бидат вклучени во градинка, затоа што родителите очигледно биле растргнати меѓу екзистенцијални проблеми и правилен раст и развој на деца. Тоа било за нив предизвик, тешкотија која не можеле на соодветен начин да одговорат. Тања на самиот крај уште би додала дека поради комплексноста и обемноста на оваа несреќа, точните информации и околностите под кои што настанала оваа несреќа ќе се знаат во наредните неколку дена. Секако ова не е прв случај во кој што страдаат деца од социјално ранливи семејства, но нема да биде ниту последен случај доколку државата не ги преземе соодветните мерки. Ти благодарам, Тамара Стојкова, за немилиот настан што се случи вчера во Велес. Законот со кој беше ратификуван